за внатрешни работи на Република Словенија на овој процес и постојаната ангажираност на европската интеграција на Западен Балкан. Со почетокот на миграцијската криза, отварањето на западно-балканската рута, земјите од овој регион беа катапултирани на сцена на спречување и борба против илегалната миграција, кримчарењето на мигранти, трговија со луѓе и сите последователни криминални појави. Зборувајќи за кримчарењето на мигранти, иако порастот на бројот на илегални мигранти не е толку драматичен како во 2015 и 2016 година. Овој вид криминал и натаму представува сериозна закана, особено со оглед на фактот што е тоа високо профитабилен криминален бизнис, кој не бара големи трошоци за извршување на недозволената криминална активност. Мигрантите на својот пат кон Европската Унија се потенцијална ранлива категорија за работна сила, сексуална експлоатација и се предмет на уцени закани за да го исплатат својот долг на кримчарите. Во контекст на наведеното, со оглед на фактот дека сме транзит земја на Балканската рута, Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија ги развива своите капацитети за соодветен одговор во сузбивањето на организирани криминални групи, континуирано подобрување на меѓународната соработка со посебен акцент на соседните земји, преку склучување на мултилатерални и билатерални договори за соработка при спроведување на истраги за кримчарење на мигранти. Кон сите овие напори секако го приклучуваме и постигнувањето на интегрален начин на собирање и анализа на податоци, кој е во континуиран развој. Како Министерство за внатрешни работи ја поддржавме иницијативата на Република Словенија за воспоставување на мрежа на национални контакт точки, за да се насочи и координира размена на оперативни информации, особено и од аспект на активности при формирање заеднички истраги за сузбивање на меѓународни организирани криминални групи. Предлогот за вклучување на други надлежни органи, односно јавното обвинителство, кое како институција има огромна важност во размена на искуства, модус операнди, исто така го поддржуваме имајќи предвид дека јавниот обвинител може значително да придонесе во продлабочување на меѓусебната оперативна соработка и во ефективноста на истрагите кои што ги спроведуваме, и тоа не само во областа на кримчарењето на мигранти. Што се однесува до употребата на наменски аналитички алатки, би сакал да напоменам дека во Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија во тек е унапредување на интегрираниот пристап на меѓународна институционална размена на податоци. Континуирано напредување на аналитичките системи од конкретни позитивни пракси е секогаш добредојдена и во оваа насока ја поддржувам и одлуката на директорите на полициските служби за користење на платформата SharePoint. Во оваа почетна фаза, задоволство ми е да констатирам дека ја подлабочуваме соработката со словенечките експерти и ја искористиме нивната експертиза и искуство за унапредување на постоечките капацитети за водење на истраги и сигурна размена на податоци преку надлежни национални служби, побрзо идентификување на кримчарење мигранти и откривање на членови на организирани криминални групи. Почитувани присутни, ќе ја завршам мојата интервенција со информација дека од 20 април годинава персонал на Европската гранична и крајбрежна стража ќе биде распоредени на границите на Република Северна Македонија со Република Грција. Ова представува силен поттик за сите наши планови за реформи во безбедносниот систем, особено за реформите во системот на обезбедување на државни граници и силна политичка поддршка за европеизација на целиот наш регион. Од аспектот на политичкото работење, операционализацијата на подпишаниот договор со Frontex го сметам за проширување на простор на безбедност, за јакнување на регионална соработка и особено за квалитативна поддршка на процесот на хармонизација на законодавството во поглавието 24 од преговорите за членство во Унијата на Република Северна Македонија. Благодарам на вниманието.